председателе. Денеска разгледуваме извештај на Судски совет за 21 година во 23 година. Во изминатиот период на власта очигледно и беше поважно да симулира демек зголемува парламентарно мнозинство, а не да ги стави извештаите на народниот правобранител да видиме каде се кршат човековите права, да не разговараме за борбата со корупцијата, да не разговараме за проблемите во судството. Очигледно е дека во судството, како еден од столбовите на власта, кое што е неефикасно, се постапува селективно и дискриминаторски. И во него се испреплетени бизнис, криминални и партиски интереси. Судството е и цел, но е и извор на корупција. Сите, освен Зоран Заев, кој што додека беше во опозиција го критикуваше, а после тоа нели го отвори како пупка, значи сите се согласуваме, тоа беше така и на комисијата, дека работата во судството е катастрофална и дека граѓаните ја имаат изгубено довербата во символот на правдата. Една работа е законската обврска да нам во собранието ни се доставуваат извештаи за работата на Судскиот совет, но друга работа е што понатаму со тие извештаи. Значи, извештајот на комисија сме го разгледали уште минатата година, а дури сега доаѓа на дневен ред. И оваа година пред нас имаме статистички извештај за судството, после чие разгледување само ќе констатираме одредени состојби и никој нема да преземе ништо. Што би рекол народот, кучињата лаат, караванот си врви. Можеби ќе се јават поединци од власта кои после изнесувањето на фактите поврзани со судството ќе излезат и јавно ќе напаѓаат дека во време режимско било вака или онака, но тоа не носи никому напредок. Нам ни требаат реформи, а јас би одел еден чекор понатаму и би рекол нам ни треба генерален ремонт во судството. И ова не го кажувам само како пратеник на ВМРО ДПМН, туку го кажувам и како граѓанин, односно како нешто што го чувствувам и јас, како и сите останати граѓани. Во извештајната година имаме катастрофално ниска доверба од 8% во судството, а годинава истата е преполовена на 4%. Значи, од 10 граѓани на Македонија, повеќе од 9, а помалку од 10, немаат доверба во судските органи. Ете, толку е довербата, статистичка грешка. И колку е да е безпредметно денешното разгледување на извештајот, сепак го погледнав извештајот и прво отидов на понудените препораки и заклучоци. Обично така нели ги почнуваме извештаите. Па тука барате доследна примена на законите и овозможување услови за брза и ефикасна правда. И тука верувам дека ќе се согласиме сите. Сите сме реторички за, но ајде да видиме дали е спроведување на законите и брза и ефикасна правда, кога во извештајниот период сте навеле дека имаме Врховен суд, кој што бил ажурен во 2019 и 2020, а во 2021 станал неажурен. Управниот суд, кој што во 2019 и 2020 бил неажурен во 2021 година. Апелација Скопје неажурен 19, ажурен 20, неажурен 21. Штип ажурен, ажурен, неажурен. И вака имаме едно 19 судови кои што се неажурни. Битола, Крушево, Струга, Гостивар, Дебар, Кичево. Да не ги редам сите подолу. Имаме цели 3 апелациони подрачја, значи Битола, Штип и Гостивар, кои што се неажурни. Погледнете го бројот на предметите. Имате 111 предмети кои што чекаат по над 10 години за решавање во судовите. Дали не е жално за тие луѓе што се растргнати по судниците? Над 10 години да чекаат било какви пресуди, па макар тие да биле на нивна штета. За жал, некои луѓе поради долго време трајањето на процесите завршуваат и порано со нивните животи, односно не ја дочекуваат правдата. Каде ви е брзата и ефикасна правда, кога тоа што го наведов ве демантира? Каде е брзата и ефикасна правда за родилката која ја искасапија во нелегалната болница и која остана без внатрешни органи, а чекајќи ја спората правда пред суд, дополнително остана уште без еден внатрешен орган? За каква брза и ефикасна правда зборувате и пишувате, кога свесно намерно се одолговлекуваат и застаруваат предметите поврзани со корупција и криминал на високи функционери од власт? Каде е брзата и ефикасна правда за несреќите кај ласкарци и живо изгорените во Тетовската болница? Зошто не се решаваат предмети по неколку години од споровите од работен однос? Предметите што треба да бидат завршени за 6 месеци по закон се влечат по 4 до 5 години. Со нерешавањето на споровите од работен однос се создава ситуација да лицата кои тужат да се разочараат од системот и да ја изгубат волјата за работа, а министерството откако ќе завршат споровите да плаќаат огромни суми како надокнада. Само во Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи таа сума надминува над 10 милиони.
За жал тие пари не ги плаќаат даночните обврзници, а не ги плаќаат носителите на јавните функции. Очигледно е дека под брза и ефикасна правда во Македонија се подразбира инструментализирање на судството во партиска цел и носење на пресуди по кратка постапка, со наместени докази, односно неколкократно менување на искази само со цел политички да се профитира и да се заплашат македонските граѓани, кои не размислуваат и кои не сакаат да бидат поданици на власта на СДСМ. Во македонските затвори, а благодарејќи на ефикасното македонско судство, лежат најголем број на терористи. Зарем е нормално во држава да се случуваат криминални пресметки со смртни последици? Над 20 само на територијата на Скопје. И за тоа не само што нема пресуди, туку случаите ниту се стигнати на суд, затоа што јавното обвинителство и Министерството за внатрешни работи се во клиничка смрт, а тие што биле убедени дека ја бранат државата на 27 април да бидат осуденици за тероризам. Сите видоа дека одредената судика која постапи по барањето на премиерот и која ја изичуваат на странски универзитети како негативен пример, беше наградена со место во Уставниот суд, за да после стане и председател на истиот суд. Тоа ли подразбирате под ефикасна и брза правда? Јас под ова не можам да подразберам ништо друго, освен слепа послушност и девалвација на професијата судија, по налог на председател на политичка партија, кој во среда и петок имал по 3 часа и станал премиер. На овој случај јасно се гледа како судија го продава својот интегритет за личен бенефит, односно функција. Понатаму, во извештајот за извештајниот период сте запишале: следење на состојбите во судството, следење на работата на судиите и председателите преку новите методологии, како и подобрување на системот за избор, оценување, унапредување и разрешување на судиите. И ова исто како и претходно би го прифатил во целост, би дал бланко подршка, доколку доаѓа од судската фела. Но тука се поставува прашањето кој е од судската фела. Дали може лицето кое е поставено на позиција председателка на судски совет, а претходно нема ниту еден стаж како судија, односно била приправник и стручен соработник на судиите, сега да ја следи и да ја оценува нивната работа? Како може лице кое не е судија, која била член на правна комисија на политичка партија и која е назначена во судскиот совет на предлог на Пендаровски, изгласана од ДУ и од СДСМ, да го подобрува системот за избор, напредување, оценување и разрешување на судиите? Верува ли некој дека тоа може да се случи и при тоа истото да биде професионално, стручно, недискриминаторско, квалитетно и одржливо? Како председателката ја цени работата на судијата од Кривичниот суд во случајот со Скопски пазар? Има ли судирни интереси и дали сопругот на сегашната председателка на судскиот совет е дел од процесот со Скопски пазар, како еден од неговите директори? Инаку сопругот на председателката, кој што бил во тоа време директор, е лице кое со најпоградни зборови и пцовки на социјалните мрежи повикуваше булдужери на улица за да се срушел фирерот. Почитувани граѓани, на почеток реков дека на судството му е потребен генерален ремонт. За тој генерален ремонт ни е потребен државен и општествен консензус, но без тие кои ја доведоа состојбата на ова ниво. И за тоа ќе зборуваме многу брзо после промената на власт. За крај, бидејќи зборуваме за извештај кој го подпишала претходната председателка на судскиот совет, која за волја на вистината си поднесе оставка и јавно посочи дека во судството има спрега помеѓу судството и бизнес елитата, значи жената не можеше да се носи со притисоците кон неа и јавно проговори за тоа, би сакал да поставам прашање, а ако цени сегашната председателка на судскиот совет, нека одговори дали на примопредавањето на должноста ја прашала на што конкретно мислела, дали посочила за која спрега на суди и бизнисмени станува збор, односно кои се тие што се дрзнале да вршат притисок, на кој начин е вршен притисокот, дали истото е пријавено во основното јавно обвинителство и зошто од изјавата до денеска нема никакво дејствие. И сосема за крај, дали таа се согласува со нејзината изјава? Благодарам.